Отежнатите услови за стопанисување само во текот на минатата година биле причина во Кочани да престанат со работа околу 150 фирми. Сите тие или отишле во стечај или пак биле ликвидирани поради неможноста да ги исплатат доспјаните обврски, како и заради зголемените меѓусебни задолжувања на фирмите, посебно кај малите и средни претпријатија. Бројот на фирмите што за период од 4 години престанале со активност просечно годишно се зголемува за околу 15%, односно од регистарот за 4-годишниот период се избришени над 500 деловни субјекти. За 2014-та во Кочани се регистрирани 1480 обврзници за плаќање на комунална такса за фирма, што е за околу 300 обврзници помалку во однос на нивниот број од пред 2 години. Познавачите на состојбите велат дека и овој број реално е поголем, затоа што многу од обврзниците или воопшто не поднеле завршни сметки или во нив за минатата година искажале салдо нула, што значи дека практично не работат. Сите тие фирми се соочуваат со неможност да ги измират своите доспејани обврски во законскиот рок. Претежно овде се мисли на неможноста да исплатуваат бруто плати на време, неможноста да набавуваат трговски стоки ако се фирми од трговската дејност, ако се фирми од производството, не може да обезбедат квалитетен репроматеријал, не може да ги сервисираат сите можни обврски, бидејќи имаме обврски по разни основи, кон држава, кон доверители, кон локална самоуправа, кон вработени. Влошената економска состојба во стопанството и трговијата ја делат и земјоделските производители. Тие и покрај делумно исплатените субвенции се принудени да се борат со зголемените цени на вештачките ѓубрива, заштитните препарати и високата цена на нафтата за механизацијата. Ова е една од главните причини младите во изминатите години масовно да заминуваат во странство во потрага по вработување и обезбедување на својата екзистенција.